Посебно за денот на жената 8 март. Фотоклуб Куманово веќе 9-ти пат како ја изложува оваа изложба и оваа година отворањето ни е поголемо. Имаме ученички од Основно училиште Почаратели од училиште Кристемици. Воедно сакам да се заблагодарам на Министерството за култура за поддршката и на општина Куманово, кои што секоја година несебично ми помагаат. На вработените од Национална установа Трајко Прокопиев, исто со кои што многу го сработуваме. И сега би најавила првата председателка на Фотоклуб Куманово Софија Величковска за да го отвори овој евент. Повели Софија. Добра вечер. Најпрви сакам да ве поздравам вас, нашите гости, драги луѓе, љубители на уметничката фотографија. Добра вечер и добро ни дојдовте. Да се заблагодарам на членовите на Фотоклуб Куманово за несебичната поддршка и помош во реализација на изложбата, на тимот на Центар за култура Трајко Прокопиев за отстапениот простор, соработката и несебичната поддршка која ни ја даваат. Ви се заблагодарила посебно и на членовите од Фотоклуб Куманово кои беа инволвирани во делот фотошкола и учеснички во предавањето Жената во уметноста денес. Во чест на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Фотоклуб Куманово во холот на Центарот за култура Трајко Прокопиев ја организира националната изложба на уметничка фотографија Жените и фотографијата. Фотоклуб Куманово на творечки начин говори за ангажираното присуство на жената во светот на фотографијата и тоа го претвора во традиција. Ова е 9-то издание на изложбата во која се прикажани над 50 фотографии од женска фотографска фела од Републиката. Жените преку фотографијата прават вистинска револуција во осознавање на светот, која води кон рушење на поделбите и со тоа и прифаќање на новите мислења и воспоставување на нови парадигми. Како индивидуи или здружени, тие се борат за еднаквост на можностите, но и за еднаквост на резултатите. Фотографијата како актуелен и моќен медиум на изразување, облежувајќи го секој белег на времето во кое живееме, сведочи за успешноста на жените во креирање на поубав и похуман свет. Но во годинешната изложба, покрај познати фотографски имиња, ќе се најдат и имиња на ученички од локалните училишта кои беа дел од истоимениот проект во кој имаше предавање од истакнати женски индивидуи во светот на уметноста, актерки, фотографки, сликарки, на кои им предходеше работилница за основите на фотографирање, а круна на работилницата и предавањето изложбата Жените и фотографијата. На изложбата застапени се две теми. Ставен е акцент на жената, незината појава и улога во еден организиран визуелен облик кој заслужува внимание и слободна тема како простор за интерпретација на светот околу себе виден преку објективот на жените автори. Проектирани се личните доживувања на стварноста и феноменот на секојдневието со разновидни стилски определби, но и со исти цели во естетска и емотивна основа на своето творештво, изразувајќи се во жанрот кој највеќе соодветува со нивниот сензибилитет. Разновидноста, актуелноста и автентичноста на нивните уметнички сваќања и толкувања, високиот степен на естетска свест ги чини рамноправни членовите на ова креативна дејност. Овие фотографии ќе учествува во животот на ините генерации како предмети од визуелно и емоционално искуство на оние кои ги разгледуваат. Тие продолжуваат да емитуваат пораката во себе, експресивна енергија која втиснале нивните автори. Затоа, облежувајќи го Меѓународниот ден на жената, 8 март, во име на Фотоклуб Куманово, им се заблагодарувам на сите жени автори кои взе да учествува во оваа изложба и овој проект. Целта на целиот проект е да се даде потик, поддршка, да се продолжи со активноста, а и ние како Фотоклуб Куманово да ја славиме жената како творец во областа на фотографијата. Јас не би да должам многу и ја прогласувам изложбата за отворена.
треба трафостаница? Вашето решение е Engineering Das Ohrid. Единствено кај нас контейнерски трафостаници, комплетна услуга, проектирање, монтажа, пуштање во работа, испорака веднаш или во рок од 30 денови. Сите видови трафостаници за фотоволтаици или индустријски. Работиме по сите стандарди и прописи. Резервни делови и одржување 24/7 365. 30 години постоење. Испорачани и монтирани повеќе од 1000 трафостаници. Engineering Das Ohrid. Tick, tick, boom. Hard body, and not scaring nobody. You make me resort to wild, and you must be blind by the diamonds. I want it to be this way, but y'all won't need to try this. So it's no way around it. You the loudest one, it's good and quiet. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. About to go ahead, going beast. Bang, bang, leave you sleep.
Фотографија или светлопис е уметност, наука и практика на создавање долготрајни слики со снимање на светлина или други електромагнетни зрачења или хемиски со помош на материјали чувствителни на светлината, како што е фотографскиот филм или по електронски пат со помош на сензорот за слика. Типично, леќата се користи за да се фокусира одбиената или испуштената светлина. Од предмети во вистинска слика на површина чувствителноста, односно чувствителниот материјал на светлината во внатрешноста на фотоапаратот за време на експонажата ги прикажува сите реални фигури. Резултатот во електронскиот сензор за слика е електричното полнење на секој пиксел, кој електронски се обработува и се чува во една податотека за дигитална слика за следниот приказ или следна обработка. Фотографската емулзија резултира со неразвиена слика која не е видлива и која подоцна е хемиски развиена во видлива слика или од негатив таа преминува во позитив, во зависност од намината на фотографскиот материјал и начинот на обработка. Традиционално негативната слика на филмот се користи за да се создаде позитивната слика по фотографски пат на хартија наменета за правење фотографии, иако ова е познато како развивање на фотографијата. Исто така, развивањето на фотографијата може да се постигне со користење на апарат за зголемување или преку филм за фотоапаратот. Фотографијата има многу намени во бизнисот, науката, производството, уметноста за рекреативни цели, но и за масовна комуникација. Што се однесува до потеклото на поимот, во 1834 година во Бразил францускиот сликар и пронаоѓач Херкулес Флоренс во својот дневник го напишал зборот фотографија за да ја опише неговата постапка. Колку што може да се утврди од историјата, Џон Хершел на предавањето пред Кралското друштво во Лондон на 14 март 1839 година го направил зборот да биде познат ширум светот. Но во една статија објавена на 25 февруари истата година во еден германски весник, Јохан фон Медлер, астроном од Берлин, веќе го користел зборот фотографија. Зборот фотографија инаку потекнува од грчки збор, односно е кованица од два грчки збора, фотос што значи светлина и графија што значи застапеност со помош на линии или цртање, кои заедно означуваат цртање со светлина.
Фотоклуб Куманово е формиран во март 2014 година и Фотоклуб Куманово од Македонија брои моментално околу 30 членови, се смета како еден од најголемите клубови во Македонија. Иако е млад клуб, во неговото јадро има светски познати фотографи кои постигнале големи успеси во краток период од неговото постоење. Покрај изложбените активности и успеси, клубот локално стана добро познат за неговите бесплатни фотокурсеви и неговата работа со деца. Домаќин е на самостојни и групни изложби во светски рамки, односно на тие изложби изложуваат и светски реномирани автори. Успешно заврши со групни проекти, при што се спријатели со клубови од Србија, Босна, Канада, Турција, Египет, Саудиска Арабија, Иран и така натаму. Во ноември од 2014 година клубот го организираше првиот фотографски фестивал, насловен како Малински фотофестивал, на кој беа отворени над 15 соло и групни изложби. Малинскиот фотофестивал подоцна прераснува во годишен и најпрестижен фотографски настан кој ја подигна скалата и представува вистински пример за фотографијата како почитувана уметност. Исто така, жените и фотографијата е една од националните изложби која секоја година традиционално се одржува на 8 март, токму по повод Интернационалниот ден на жената. Ви треба трафостаница. Вашето решение е Engineering Das Ohrid, единствено кај нас контейнерски трафостаници, комплетна услуга, проектирање, монтажа, пуштање во работа, испорака веднаш или во рок од 30 денови. Сите видови трафостаници за фотоволтаици или индустријски, работиме по сите стандарди и прописи, резервни делови и одржување, 24/7 365, 30 години постоење, испорачани и монтирани повеќе од 1000 трафостаници. Engineering Das Ohrid. Tick, tick, boom. Hard body, and not scaring nobody. You make me resort to wild, and you must be blind by the diamonds. I don't need to be this way, but y'all won't need to try this. So it's no way around it. You the loudest one, it's going quiet. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. About to go ahead, going beast. Bang, bang, leave you sleep.